Добродојдовте во урбаните вести. За 4-годишната успешна соработка, градоначалникот на општина Цинтар Андреј Жерновски денеска доби признание од Сдруженијето на пензионери на општина Цинтар. Со ова информација ги започнуваме урбаните вести, а во продолжение следуваат денешните настани. Во завршна фаза е продолжувањето на булеварот Србија до улицата Христо Татарчев. Бесплатно летување за ученици од социјално загрозени семејства. 10 години успешно издаваштво на Бумеранг. Да се укине забраната за продажба на алкохол по 21 часот, бара Стопанската комора. Градоначалниците на град Скопје и општина Киселавода денеска направија увид во градижните работи за изградба на булевар и нов кружен тек на улицата Христо Татарчев. Во оваа фаза, булеварот Србија се проширува на путек со должина од 868 метри, каде ќе се добијат 4 сообраќајни ленти. Проширувањето и реконструкцијата на булеварот Србија од кружниот тек кај цементарницата до улицата Христо Татарчев и изградбата на нов кружен тек е во завршна фаза. Како што соопшти град Скопје, на крајот од булеварот е предвидено изградба на нов кружен тек меѓу булеварот Србија, улицата Христо Татарчев и поголем број улици и краци. Увид во градижните работи на пробивањето денеска извршија градоначалниците на град Скопје Коце Трајановски и општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич. Градоначалникот Трајановски изјави дека во втората фаза булеварот Србија се проширува на путек со должина од 868 метри, каде ќе се добијат 4 сообраќајни ленти. На терен се работи интензивно и изградбата се одвива според предвидената динамика и сите работи ќе завршат во предвидениот рок, додаде Трајановски. Ширувањето во оваа втора фаза е 868 метри, тоест од кружниот тек кај цементарница до овој кружен тек ќе биде направен и неколку краци на овој кружен тек, меѓу кои улицата 1, улицата 11, Христо Татарчев број 2 и исто така сакам да најавам дека градот Скопје после тоа ќе работи и веќе работи на проектна документација пробивање на булеварот Димо Хаџидимов, со што конечно булеварот Димо Хаџидимов ќе излегува директно на овој кружен тек и ќе излегува директно ќе биде поврзан со булеварот Србија и со булеварот Христо Татарчев, со што проблемот на луѓето кои што живеат во тој дел на Киселавода да не мора да одат по народни хорои, па после по Христо Татарчев, за да дојдат во овој дел или во обратен смер, ако треба да доаѓаат во своите домови. Беличанец Алексич изјави дека со изградбата на овој капитален проект ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, бидејќи на местото на кое што се гради новиот кружен тек се создаваше сообраќајен метеж. Паралелно со овие градежни работи се врши и реконструкција на дел од улицата Христо Татарчев кон населбата Припор. Она што исто многу ме радува е и реконструкцијата во моментов на патот што се одвива на Сава Ковачевиќ, тоест Христо Татарчев нагоре према Припор, бидејќи тоа е под Македонија пат, беше во незавидна ситуација, така што на известен начин со комплетирањето на овој кружен тек во овој дел на Стара Киселавода, со реконструкцијата на тој дел према Припор, тоест према Сопиште, практично овдека ќе имаме една соодветна делница, онака како наликува на секоја современа населба, како што и ги среќаваме во останатите општини низ градот Скопје. Со реализацијата на овој инфраструктурен проект, во кој, како што информира град Скопје, ќе инвестира 98 милиони динари, се комплетира булеварското поврзување на општините Киселавода, Аеродром и Газибаба. Советниците од општина Карпош изгласаа одлука со која на децата од социјално загрозените семејства им се овозможува бесплатно летување. Покрај тоа, на Советот се донесе одлука и за бесплатно паркирање на 45 жители на општината во гаражата на Сити Мол. На денешната седница на Советот на општина Карпош, советниците расправаа по вкупно 47 точки. 45 граѓани жители на Карпош 3 и Карпош 4 и оваа година ќе добијат бесплатно паркирање во трговскиот центар Скопје Сити Мол, беше одлучено на седница на Советот. Советниците ги усвоија заклучоците за усвојување на годишниот извештај за работата на 10 основни училишта, кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа за учебната 2016-2017
2017 година. Исто така се усвои годишната програма за работата на општинските основни училишта за учебната 2017-2018 година. Советниците во Советот на општина Карпош ги усвоија мислењата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во училиштата во општина Карпош за учебната 2017-2018 година. Советниците дадоа исто така виза за определување на стипендии за талентирани ученици од основните општински училишта во Карпош за учебната 2017-2018 година. На оваа 70-та седница на Советот помина и одлуката одобрување на финансиски средства за летување на ученици од семејства во потешка материјална состојба, кои се жители на општина Карпош. Дали ќе се укине забраната за продажба на алкохол во вечерните часови? Ќе дознаете подоцна во вестите. А сега, училишниот весник Бумеранг во издаваштво на основното училиште Мирче Ацев неудамна го издаде 55-тиот јубилеен број на списанието Бумеранг. Весникот излегува 4 пати годишно и ги опфаќа училишните активности на учениците. Основното училиште Мирче Ацев од општина Ѓурче Петров неудамна го издаде 55-тиот број на училишниот весник Бумеранг. Весникот кој ги опфаќа најзначајните моменти од повеќегодишното постоење на училиштето бележи 10 години успешна континуирана работа и излегува 4 пати годишно. Дел од страниците се резервирани за многобројните достигнувања и позитивни резултати што учениците ги освојуваат на локалните, регионалните и државните надпревари. Училиштето има за цел преку овој весник да ја промовира својата работа и што подобро да го приближи секојдневието на учениците до своите родители и верни читатели, информираат од училиштето. Во креирањето на весникот учествуваат учениците со помош на наставниците и главниот уредник на весникот, наставничката Маја В. Ставров. Стопанската комора на Македонија бара од Министерството за економија да ја укине забраната за продажба на алкохол по 19, односно 21 часот. Од таму велат дека за изминатиот период не се забележани промени во однос на намалувањето на алкохолизмот како резултат на оваа забрана. Да се укине забраната за продажба на алкохол по 19, односно 21 часот, зашто во изминатите 9 години откако е донесена, не само што не ги постигна саканите резултати, туку предизвика и дополнителна штета пред секај консументите, а потоа и кај домашната индустрија и државата, апелира Стопанската комора на Македонија. Ваквото барање преточено во иницијатива за измена на законот за трговија, комората денеска ќе го достави до Министерството за економија. Комората бара и укинување на давачката од 0,05% за продолжување на лиценцата за продажба на алкохол кај трговците со над 3 продажни објекти. Зашто, како што нагласи оперативниот директор Елена Милевска-Штрбевска, се однесува на вкупниот промет, а не само на прометот на алкохолните пијалаци. Со давачката, додаде Милевска-Штрбевска, оваа категорија трговци се доведени до нерамноправна положба во однос на останатите субјекти на пазарот. Дополнително, рече, изминатите 9 години од примината на оваа рестриктивна законска регулатива не се понудени никакви емпириски докази дека таа остварила какво било влијание врз евентуално намалување на алкохолизмот во Република Македонија. Затоа останува фактот дека и без овие мерки на ограничување на продажба на алкохол во трговијата, Македонија има далеку пониска стапка на консумација на алкохол по глава жител во овој дел од светот, ако се има предвид дека просечната потрошувачка на алкохол по глава на жител во 2015 година во Република Македонија изнесувала 5,7 литри, што е значително помалку од европскиот просек од околу 10 литри по глава на жител, истакна Милевска-Штрбевска. Македонија има мала потрошувачка по глава на жител во Европа од околу 10 литри вино и под 30 литри пиво. Според Светската здравствена организација, од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалаци, во Македонија најмногу се консумира пиво,
потоа вино и останати алкохолни пијалоци. За споредба, во Бугарија, Словенија и Хрватска потрошувачката на пиво се движи и до 75 литри по глава на жител, додека потрошувачката на вино е околу 25 литри, со што далеку се надминува домашниот просек. При тоа, иако Македонија се декларира како винска земја, согласно статистичките податоци консумира само 9 до 10% од вкупното производство на вино. Просечната консумација на пиво во Македонија се движи под 30 литри по жител годишно, додека во Србија таа количина е околу 65 литри, а во Хрватска и Бугарија изнесува над 75 литри. Согласно овој параметар, како што предочи Милевска Штрбевска, ние сме многу далеку од Германија, каде годишно се пие по околу 120 литри пиво, и Чешка, каде се консумираат близу 160 литри пиво по жител годишно, а во ниту една од овие земји или во останатите членки на Европската унија не постојат законски ограничувања за продажбата на алкохолни пијалоци, како овие во Македонија. Исто така, многу од европските држави воопшто не предвидуваат обврска за поседување посебни лиценци за продажба на алкохолни пијалоци или какви било ограничувања во однос на работните часови за продажба. Каде ќе има прекин во електричната енергија, ќе дознаете доколку останете со нас. Од ноќеска на полноќ дизел горивата ќе се продаваат по повисока цена, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Цената на бензините останува иста, а дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за половина динар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,03, односно 0,59%. Новата малопродажна цена на евродизел изнесува 47, а на екстралесното масло за домакинство 35,5 динари за литар. Малопродажните цени на Евросупер БС 95 и на Евросупер БС 98 остануваат исти, односно 60,5 и 62,5 динари за литар. Како причина за промена на малопродажната цена на нафтените деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,71% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,13% понискиот курс на доларот во однос на динарот. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре ќе има прекин во напојувањето со електрична енергија во делови од Центар и Сарај. Дел од корисниците во општина Сарај и Центар утре ќе бидат без напојување со електрична енергија заради закажани технички зафати. Регионалниот центар за управување со кризи по известување од ЕВА на Македонија АД соопшти дека без електрична енергија утре од 9 до 14 часот и 30 минути ќе бидат корисниците од улицата 10 во село Сарај, а во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат дел од улиците Ристо Шишков, Аминта Трети, Кукушка и дел од булеварот Свети Климент Охридски во општина Центар. Во наредните денови продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Утре попладне во планинските предели ќе има услови за локална појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Дневната температура до среда ќе биде во постепен пораст, при што повторно ќе го надмине 40 степен. Во продолжение Матама Метео.
Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на МТМ телевизија. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма. Довидување.